Аналитичка геометрија во простор. Тродимензионален простор се разбира. Имаме, значи, x оска со позитивен смер надолу, y оска со позитивен смер надесно и z оска со позитивен смер нагоре. Имаме и 4 ентитети со кои работиме во аналитичка геометрија во простор, од кои веќе 3 сме гледале во дводимензионален простор. Првиот ентитет се разбира дека е точка. И точка во тродимензионален простор треба да има 3 координати, значи t од x0, y0 и z0. Значи, овие се броеви. Например, t од -1, 2, 1. Каде е таа точка? Значи, -1 одеме на x, 2 одеме на y и 1 одеме нагоре. И точката тука е t од -1, 2, 1. Вториот ентитет што гледаме во аналитичка геометрија е вектор. И како во 2D имаме два типови на вектори. Имаме радиус вектор, односно вектор кој почнува во 0,0, r со стрелка на него и 3 координати rx, ry и rz. И овие се броеви, а овие се оштри загради, помало и поголемо. Пример за радиус вектор е r од истите координати ќе ги користиме, -1, 2, 1, за да правиме разлика помеѓу овие два ентитети. Значи, ова е точката -1, 2, 1, а ова е векторот, радиус, значи од 0,0 до таа точка. Значи, овај вектор тука е r. -1, 2, 1. Оштри крајови. Друг тип на вектор што имаме, тоа е вектор помеѓу две точки. И тоа обично го пишеме А, Б со векторски ознака одгоре, стрелка, и тие се две точки А и Б. А нека биде ова точка тука, Б нека биде ова точка тука, и векторот АБ е од А до Б. А да се подсетиме дека секој вектор помеѓу две точки има соодветен радиус вектор. Да ја копираме ова. Значи, истиот вектор почнувајќи од 0,0 е радиус вектор r од AB. И како ја рачунаме r од AB, А нека е точката AX, AY, AZ и B точката BX, BY, BZ, значи овие се координати на точки, бидејќи се во мали загради. Тогаш R, AB, соодветниот радиус вектор, е BX минус I, BY минус AY и BZ минус AZ. Например, ако А е 2 минус 1, 2 и Б е 2, 0 минус 1, значи тие прилика се овие вредности, да речеме 2 минус 1, 2 и Б е 2, 0 минус 1, да видиме 2, 0 и минус 1, тогаш радиус векторот RAB е 2 минус 2, 0 минус минус 1, значи 0 плюс 1, и минус 1 минус 2, односно RAB е 0, 1,
минус 3. 0, 1, минус 3. Сега другите два ентитети кои ќе ги гледаме, ама во однос на точка и вектор, се права и рамнина. Четирите ентитети се точка, вектор, права и рамнина, а овие два ентитети ги дефинираме преку вектор и точка.